Па може да очекува воспоставување на добри бизнис релации со многу реномирани компании од Кина, меѓутоа и може да искористи за бројни билатерални средби со премиерите од Централна и Источна Европа. Според протоколот кој што е најавен во текот на утрешниот ден и покрај тоа што самитот утре ќе биде завршен, премиерот Заев останува дека во Будимпешта и ќе има билатерални средби со својот унгарски колега Виктор Орбан, меѓутоа и со кинескиот премиер. Од тоа што го дознаваме дека покрај со двајцата председатели на влади, македонскиот премиер Заев ќе има и средби со својот бизнис тим, придружуван од неколку бизнисмени, меѓутоа и од министри во владата, кои што се за економски прашања и министерот за економија, ќе разговараат за можностите за инвестирање и соработка со неколку кинески компании. Од она што го дознаваме дека ќе има и работен состанок со првите луѓе на големата телекомуникацијска компанија од Кина, Huawei. Пред околу 2 часа заврши официјалната пресконференција на која што зборува кинескиот министер, зборуваше Виктор Орбан, премиерот на Унгарија, меѓутоа и бугарскиот премиер Бојко Борисов. Бојко Борисов беше тука во својство на премиер на Бугарија, односно на земја која што следната година ќе биде домаќин на иницијативата 16+1. По завршувањето на пресконференцијата изјава земавме и од македонскиот премиер Зоран Заев, кој што се осврна на самитот за тоа што значи за бизнис релациите на Македонија со овие земји, меѓутоа зборуваше и што треба земјава да направи да го искористи тоа што нејзиниот источен сосед, во случајот Бугарија, до година ќе биде домаќин, односно председавач со овој самит. Предлагам да ја чуем изјавата. Република Бугарија е голем лобирач за интересите и перспективите на Република Македонија. Тоа произлегува од договорот за добрососедство и партнерство кој што го потпишавме со Бугарија. Бугарија наистина едната година ќе биде во центарот на европското и светското внимание преку нивното председавање со Европската унија, која што во првата половина, а во втората половина е навистина организацијата и можноста Бугарија да биде домаќин на ваквиот самит. Јас верувам дека Македонија колку повеќе се подготвува со готови проекти, главни проекти изведбени, толку повеќе ќе можеме да буквално партиципираме во сите овие можности кои што се нудат за овој источен и централен дел на Европа. Иван веќе ја споменав и пресконференцијата официјална. Пред самиот чин на конференцијата беа потпишани и повеќе договори помеѓу представници на компаниите од Централна и Источна Европа со кинеската влада. Се работи за голем број инфраструктурни проекти и енергетски кои што во иднина ќе бидат финансирани од кинеската влада, а секако се однесуваат на овие земји. Тука немаше македонски представници, меѓутоа кажав дека бизнис делегацијата и владината делегација на Македонија во текот на денешниот ден, меѓутоа и утре ќе има голем број средби со своите колеги за тие оние билатерални средби, меѓутоа и со представници на кинески компании. А предлагам сега, доколку се подготвени, да ги чуеме и дел од обраќањето на Виктор Орбан и на кинескиот премиер. Преку соработката меѓу Централна, Источна Европа и Кина гледаме почеток на една успешна приказна. Постои голем потенцијал за развој, што се согледува преку економскиот раст. Земјите членки и 5 земји аспиранти треба да направат големи проекти со кои ќе го подобрат целиот регион. Затоа е потребна финансиска помош. Фондовите на ЕУ не се доволни сами по себе и затоа го поддржуваме овој нов светски поредок. Кина гледа на овој регион како место каде што ќе биде присутна кога станува збор за развојот. Се што постигнавме денеска е добро за Кина, ЕУ и земјите од Централна и Источна Европа. Во изминатите 5 години, инвестициите на Кина во земјите од Централна и Источна Европа се зголемија речиси двојно, а бројот на кинески посетители во регионот се зголеми тројно. Речиси 1 милион кинези доаѓаат овде. Листата на економска соработка продолжува. Сите овие бројки покажуваат дека нашата соработка им донесе корист на двете страни, на регионот и на целиот свет. Иван, да кажам дека за време на одржувањето на самитот овдека во Будимпешта, градот е под посебен безбедносен режим. Делот на Будимпешта, односно центарот каде што се одржуваше самитот, беше комплетно затворен за сообраќај, имајќи во предвид дека се работи за огромен број на делегации,
практично имаше 17 премиери, така што имаше унгарската полиција имаше полни раце работа, огромен број полицајци, околу 3000 го обезбедува овој самит и центарот на Будимпешта, небото над градот беше прелетувано од хеликоптери. Како и да е, да сублимираме за овој дел од посетата на македонска делегација овдека во Будимпешта е дека беше уште еднаш потврдена добрата бизнис соработка што ќе имат меѓутоа со поглед кон иднината на Македонија со земјите од Централна и Источна Европа. Во фокусот секако е и соработката со Кина. Да повторам уште еднаш дека за утре се планирани 2 билатерални средби на македонскиот премиер Зоран Заев, а тоа е со унгарскиот премиер Виктор Орбан и со неговиот кинески колега. Екипата на телевизија Нова останува денеска и утре во Будимпешта. Очекувате јавување и дополнителни информации во следните изданија на вестите на телевизија Нова.